Вилијам би му ја придал сега сцената на Симеон, така што Симеон повели. Здраво на сите и од мене. Како што кажа Вилијам, се надевам дека со ова предавање ќе ви помогнам да разјасниме некои од работите кои што сега ќе ги поминеме, а во најмала рака се надевам дека ќе ве поттикнам сами да после ова предавање сами да прочепкате околу оваа проблематика и уште повеќе да научите нешто плюс. Така што би можеле да почнеме со самата презентација. Оваа презентација ќе има и теоретски дел, ќе има и практичен дел. Така што прво ќе го поминеме тој теоретски дел, да видиме кои се проблематиките, зошто се тие проблематики и потоа како можеме да ги решиме. Можеме да преминеме на следен слайд, можеме да минимизираме. Вака. Значи, како што рековме, темата знаеме, Git како есенцијална алатка за секој програмер. Содржината која што треба да ја поминеме, прво да одговориме што се системи за управување со програмски код и која е потребата од нив. Што, впрочем, и Git е систем за управување и верзионирање со програмски код. Потоа ќе кажеме нешто плюс за Git како конкретно решение и софтвер за систем со управување со програмски код. Ќе спомнеме најчесто користени наредби во Git, нели она што секојдневно го користиме како програмери. Ќе зборнеме исто така за една многу битна и многу користена работа во Git, а тоа се гранките и гранењето. И на крај, како што кажав, ќе преминеме на практичните примени, а тоа е пишување на дел од тие команди кои што ќе ги спомнеме и прикачување на некој пример код на некој од сервисите на кои што ни го овозможуваат тоа. Ако почнеме со тоа што се системи за управување со програмски код и која е потребата од нив, би било покоректно прво да одговориме која е потребата од некои системи за управување со код. Бидејќи, кога имаме некое решение, како што се системи за управување и верзионирање, морало да има некоја потреба за тие реално да бидат направени и да ги користиме. Ако си представиме некој сценарио во кој што група на програмери, како вие што ги имаме на сликата, добијат одредена задача од некоја компанија, например, да направат некој вебсайт. Соодветно, добиваат спецификација, потребни работи кои што треба да ги има самиот вебсайт. Овие програмери се договараат, се поделуваат околу работата што треба да биде завршена и оној првичен момент е да седнат и да почнат да ги работат соодветните работи. Например, да речеме дека почнале да го програмираат самиот сајт и да ги градат функционалностите. Се е супер вака првично, ке ни се уредно, се до оној момент кога ќе треба да се спојат две функционалности, например, помеѓу два програмери кои што се во тимот. Например, првиот програмер ако работи на некоја функционалност за најава на тој сајт, вториот програмер ако работи на некоја функционалност прикажување на некој дешборд од како ќе биде најавен, нели треба да се спојат тие работи заради тоа што да заприметиме дека тие работат на своите локални компјутери. Нема како да го споделат работата која што ја имаат помеѓу себе за да ја комплетираат нивната задача, например најавата и прикажувањето на тој дешборд, освен, например, со USB или праќање некако на zip со сите фајлови кои што ги направиле и да пробаат да ги спојат. Меѓутоа, тука можеме да воочиме дека има одредени проблеми кои што се прилично големи. Најчесто кога се работи на вебсајтовите, станува збор за апликации кои што имаат поголем број на фајлови во кои што се пишува програмски код и кои што имаат голема содржина, нели многу линии на код. Нивното спојување, доколку рачно пробаме да ги споиме функционалноста за регистрација и функционалноста за прикажување на почетната страница откако некој ќе биде регистриран, е голем предизвик, бидејќи има многу фајлови кои што треба соодветно перфектно да комуницираат, односно она што ќе го направи, на пример, едната функционалност, другата да го превземи соодветно. Тука почнуваат да настануваат проблемите и почнува да се јавува потребата од некој софтвер, некоја алатка, која што би овозможила на некој начин тимска работа и споделување на
а оно што го работат програмерите заедно во тим. Тука го начнавме тој проблем дека кога ќе дојде моментот да се спои работата на овие 4 програмери, тука ќе настанат конфликти. Зошто? Па како што спомнавме, сите 4 програмери направиле поголем број на фајлови кои што треба да комуницираат некако еден со друг или треба да бидат синхронизирани на некој начин. Меѓутоа, ако дојдем до момент сето тоа да се спои, а во еден момент ќе треба цела таа работа да се спои во еден сајт чии што фајлови ќе функционираат соодветно, тука ќе имаме голем број на конфликти. Меѓутоа, еве да речеме иницијално и да го споиле тоа што како работа го работеле за да го направат тој вебсајт. Правењето на самиот вебсајт е само еден дел од целата работа. Понатамо, секојдневно можеме да добиваме побарување од самиот клиент за да бидат направени одредени измени на дополнување на вебсајтот, проширување со нови функционалности и така натаму. Може пропратно да се јават и некои проблеми. Не знам, некоја функционалност не била добро истестирана, содржи некои багови внатре во неа кои што со тек на време се открили, треба да се решат. Сето тоа значи промена на кодот и на структурата на фајловите кои што иницијално сме ги направиле. И сето тоа, како што кажавме, доведува до таа проблематика да ние немаме алатка која што би можела ефикасно да го сподели се она што го направил еден програмер ки сите останати. И со тоа до некаде го одговараме прашањето на тоа која е потребата од системи за управување со програмски код, а патем гледаме и мислам можеме да разбереме од сето ова што досега го кажав, што се уствари системите за управување, а можеме да кажеме исто така и верзионирање на програмски код. Тоа се некоја алатка која што овозможува тимска работа, за да можеме ние како тим да изработиме одреден проект на кој што на ефикасен начин ќе ги споделиме фајловите, сето на наша работа, цел оној труд кој што сме вложиле за да направиме одредена функционалност помеѓу сите нас како тим. Се гледа, се надевам сликата од десно, можете да прочитате како се именувани овие фајлови, па можете да ми напишете во чет дали сте се нашле во скоро време во некоја ваква ситуација во која што сте креирале некој фајл, не знам, било да е Word документ или слика или било што, и сте се навратиле повеќе пати да ја менувате содржината на тој фајл или конкретно таа слика. Напишете ми во коментар дали во скоро време сте се нашле во ваква ситуација во која што на некој начин сте креирале хаотични фајлови и потоа можеби не сте знаеле кој фајл точно. Вилјам, ако можеш да ми помогнеш, затоа што не го гледам четот, да ми кажеш што ќе напишат. Имаме коментар од Трпе Always, Давид да, Мартина вика не, окей, Игор да, Иван да, секој ден, не, секојдневно, така што поделени мислења меѓутоа сигурно да. Секојдневно исто. Дали може би тие што пишуваат не користат веќе Git? Некој тие што пишаа не користели Git? Так, окей. Толеш да, станува збор за навистина организирани личности. Ако не пишат во меѓувреме ќе да извест за тие што пишаа не. Окей. Јас сум се нашол во ваква ситуација, нели, пред да научам што е Git. Која е тука проблематиката? Кога работиме на некој фајл, кој што со тек на време трпи одредени измени, нормално е да се менува неговата содржина. Меѓутоа, ако своеволно работиме своерачно, без користење на никаква алатка, нели само ние како што се сме организирани како личности, често пати ова се случува. Впрочем, и мене ми се случувало истото. Што е тука проблемот? Проблемот е кога со тек на време ние правиме повеќе верзии на одреден файл и при тоа имаме повеќе варијанти на истиот. Каде што по некое време настанува проблем да јас не знам која била потребата од тоа да стигнам од првиот до вториот файл. Што ме поттикнало или што било причината јас да
да креирам лого 1 файл, а при тоа сум имал лого файл. И потоа, уште побитна работа, ако станува збор за поголема содржина, например некој Word документ од повеќе страници, доста е специфично и да не речам тешко да најдеме што во самиот тој конкретен файл го имаме изменето, односно што сме измениле од лого верзијата до лого 1 верзијата. Тие се тие проблеми кои што овие системи за управување со програмски код ни овозможуваат да ги надминеме тие потешкоти. Ги спомнавме до сега, меѓутоа ќе ги наведиме повторно. Она што ни го возможуваат овие системи за управување со програмскиот код се на некој начин можеме да кажеме не присилуваат или не принудуваат на одредена дисциплина, заради тоа што кога користиме конкретна алатка, која што во случајов ќе биде Git, ние треба да следиме одредени чекори и правила, како тоа јас она што го правам, можем да го споделам со некои останати, или пак тоа што го правам, како да си го верзионирам, за да имам историја на измени на тој файл, за да знам подоцна како можам да се вратам низ историјата и да видам што се сум менувал како фајлови. Другото нешто е архивирање на верзии. Како што кажавме на претходниот слайд, видовме дека имаме повеќе варијанти на истиот файл, кои што со текот на време нели тие верзии се изменуваат. Овие системи за управување со код ни овозможуваат да се архивираат тие верзии и лесно јас да можам да ги увидам уназад измените кои што сум ги правил, а исто така да оставам и некој коментар соодветно за тоа што ме поттикнало јас да направам одредена нова варијанта на некој файл. Уште побитна работа. Овие системи ни овозможуваат историски податоци и информации за тоа кој има направено измена, во кој файл, која е промената и кога е направена таа промена. Значи имаме детални информации кои што тој софтвер ги води за нас и ги чува соодветно за ние да можеме некогаш да се навратиме и да видиме што како фајлови било или како содржина на одредени фајлови било изменувано, додавано, бришено. Потоа, она доста битната работа, овие софтвери и системи ни помагаат да ни се олесни соработката кога работиме во тимови. Како што спомнавме на почетокот, ситуацијата во која што имавме 4 програмери кои што работе на еден вебсайт и има проблем да ги споделат фајловите на кои што тие работеа, тука овие системи за управување со програмски код ни овозможуваат сето тоа да го надминеме како проблематика и многу лесно да можеме да споделуваме фајлови. На сите верувам, или на повеќето, ни се случила ситуација во која што не сакајќи сме избришале одредена содржина или одреден файл и при тоа можеби не сме успеле да ја вратиме назад таа содржина. Тука секако повторно ни помагаат овие системи, односно конкретна имплементација во некој софтвер на системите за управување со програмски код, а тоа е штом ни нудат архивирање на верзии и чување на информации, јас можам без проблем да се вратам назад во минатото и да видам конкретен файл кој што не сакајќи сум го избришал или можеби сум сакал да го избришам, но подоцна се јавила потреба повторно да го вратам тој файл. Така што ни помагаат и во тоа да вратиме назад одредена содржина или фајлови кои што со текот на времето сме ги избришале намерно или ненамерно. И за крај, сите овие информации секако треба да бидат некаде зачувани. Тоа е на некој диск, било да е на некој локален компјутер или на некој сервер. Меѓутоа, убавото е тоа што овие системи ни овозможуваат зачување на голем број на податоци и голем број информации за архивираните верзии и историските податоци со помош на некои ефикасни алгоритми кои што не штедат простор, односно не зафаќаат толку многу простор колку што ги чуваат информациите и сите оние потребни работи кои што ги имаме. Кажавме што се општо системите за управување со програмски код и реално која е потребата, како што кажавме, реално за да користиме некој софтвер или некоја алатка треба да ни решава одреден проблем кој што сме го имале претходно, односно да ни олесни одредена работа која што ја работиме.
И сега би ве прашал дали сте слушнале за GitHub и дали може би го поистоветувате Git да биде исто што и GitHub. Напишете ми исто во коментар. Дали Git и GitHub ги сметате како нешто што е исто? Марко ни кажа дека не слушнал. Лео кажа Окей. јас мислев дека е исто. Дамјан кажа дека користи GitHub, Игор вика не. Илија не се исти. Давид вика пред да дознам точно што е Git, мислев дека е истата работа. Наталија кажа дека не е исто, исто и Мартина, Симон не е исто. Така што мислењата се не е исто и дека порано претходно сметале дека е исто, сега дека не. Исто Симон ни кажа најверојатно. Дамјан кажа Марко поделно Git е програмата за commits, окей. Повеќе се за не, дека не е исто. Супер. Повеќето сте во право. Пред да го одговориме тоа прашање, дали Git и GitHub се исто, ќе кажеме сега што е Git. Она што претходно, на претходниот слайд, например, кажувавме системи за управување со програмски код, тоа се, некои барања што треба да ги задоволи одредена програма или некоја проблематика која што треба да биде решена со некој реален софтвер. Git е всушност софтвер, конкретна имплементација на систем за управување и верзионирање со програмски код. Меѓутоа, Git не е единствена алатка која што ги решава овие проблеми кои што претходно ги дискутиравме. Има поголем број на имплементации кои што ни ги решаваат овие проблеми на споделување на код, на верзионирање и зачувување на некои историски информации уназад како се менувал одреден файл. Меѓутоа, оно што е битно е дека Git е најпопуларната, можам да кажам слободно, најпопуларната и најкористената алатка, конкретна имплементација или софтвер, можеме да кажеме. Тоа е софтвер кој што можеме да го инсталираме на нашиот компјутер и да го користиме соодветно со пишување на одредени команди. Тоа е најпопуларната алатка која што се користи во денешно време за како систем за верзионирање и управување со програмски код. Меѓутоа, ви напоменав дека не е единствена. Во реална ситуација утре може да се сретнете со некој друг програмер, ајде да кажеме, ако зборуваме за оваа бранша, кој што ќе ви каже дека не, јас не користам Git, користам некоја друга алатка. И сето тоа е во ред. Меѓутоа, Git е најпопуларна алатка која што ја користат поголем број од програмерите. И сега на првично прашање што го прашав, дали се исти Git и GitHub, одговорот го имаме на сликата. И повеќето од вас го кажавте. Тоа не се исти. Git, како што спомнав, е софтвер, односно конкретна имплементација. Додека GitHub е сервис. И сега, ако направиме одредена паралела или споредба, што е различното помеѓу Git и GitHub, конкретно јас со Git можам да чувам верзионирање на одреден проект. Например, се работам на некој проект, било да е локално на мојот компјутер или да работам со останати колеги, Git ми овозможува таа комуникација и верзионирање на фаиловите. Меѓутоа, на крајот на денот, софтверот како таков, односно Git и сета негова содржина, она што ние го генерираме како содржина, ако стои на мојот локален компјутер, не е безбедно. Зошто? Заради тоа што станува збор за хардверска машина која што со тек на време може да се расипи, не знам, можам да ја изгубам, може да биде украдена и така натаму. И од таа причина можеме да кажеме дека доколку нашите проекти, односно нашиот програмски код, го чуваме локално на нашиот компјутер, тоа не е безбедно. Затоа тука се сервисите како што е GitHub, кој што има можност да јас со користење на Git команди, мојот проект кој што го имам локално, да го поставам на сервис како што е GitHub, тоа е сервер некој на кој што јас можам да поставам моја содржина и таму ќе биде безбеден. Утре јас и да го изгубам лаптопот и да се расипе, што треба да направам? Па доволно е да си купам нов лаптоп, да се најавам на GitHub и да си ги симнам повторно локално сите оние проекти кои што сум ги работел и кои што со помош на Git сум ги прикачил, на пример, на GitHub. И како што спомнав, дека Git не е единствено софтверско решение за да можам јас да верзионирам и управувам со софтверски код,
Така и GitHub не е единствениот сервис кој што ми овозможува чување на тој код. Постојат и останати други некои сервиси кои што ни ги нудат истите или сличните функционалности, а тоа е зачувување, безбедно чување на тој програмски код. Дополнително, што може да направи GitHub? Јас можам да креирам, а тој ќе го направиме, ќе креирам еден проект на GitLab. Тоа е на некој начин конкуренција на GitHub, кој што нели овозможува зачувување на тој софтвер кој што јас со тек на време го градам. Јас можам да додадам повеќе колеги во тој проект и заедно да работиме на градење на некоја функционалност. И GitHub, всушност, тука неговата помош е што? Кога сите ние работиме, нашите верзии од кодот ги поставуваме на GitHub. И кога некој од мојот тим ќе каже, окей, јас ја завршив оваа функционалност, можеш да продолжиш ти. Јас можам едноставно да го симнам тој код од GitHub и да продолжам врз она што го работел мојот колега, например. И на тој начин за тоа ви викам, Git е конкретна имплементација, софтвер кој што ми овозможува верзионирање, а GitHub, од друга страна, е сервис кој што ми нуди зачувување на тој код, безбедно чување, можам да правам тимови на различни проекти на кои што би доделувал пристап на одреден проект, не знам, сум во еден тим, на друг проект сум во друг тим и сите тие проекти се чуваат на GitHub. Ако преминеме на следен слайд, она што впрочем го кажавме сега. Git како систем за управување со програмски код ни овозможува организирано работење и споделување на оно што го градиме како функционалност со текот на времето кога работиме на некој проект. На самата слика можеме да забележиме дека во оваа ситуација тројца програмери работат на некој софтвер и сето она што како резултат го прават ти, одредена функционалност или задача што ја добили и требало да ја направат и патем ја направиле, сето тоа го поставуваат на Git, односно со помош на Git го поставуваат на Git Remote сервер, на некој сервер каде што тој код ќе биде безбеден. Например, ако девелопер еден, односно програмерот еден, направи одредена функционалност која што му е потребна на програмерот 2, тој со Git команди ќе го прикачи својот код на сервер, програмерот 2 ќе го превземе тој код и може да продолжи со работа. А дополнително можат и паралелно да работат на одредени функционалности на самиот проект, без при тоа да си сметаат еден над еден со друг. Тука на сцена настапуваат оние гранки кои што ги спомнавме на почетокот, а кои што ќе ги објасниме за кратко. Git како програма која што можеме да си инсталираме на нашиот компјутер. Не опфатив каква инсталација да бидејќи лесно можеме да најдеме на интернет next finish, што викаме на Windows. Многу лесно се инсталира. Се работи во терминал. Ќе ви покажам на што мислам по терминал, доколку веќе не ви е познато. И таму јас пишувам команди кои што соодветно прават верзионирање, зачувување и поставување на одреден код на некој сервис, како например GitHub или GitLab. Сега, кога викаме користење на команди, Git конкретно, како софтвер, има околу 130 команди. Меѓутоа, тоа во моментов звучи малку страшно, меѓутоа, реално, во реална ситуација, не ви се потребни повеќе од 10 команди за да функционирате нормално и секојдневно да го користите Git. Во секојдневната работа, од моје лично искуство, можам да ви кажам дека нема да ви бидат потребни повеќе од 10 команди. Така што останатите се некои поспецифични работи кои што можеме да ги направиме во Git, меѓутоа 10 команди кои што се најосновни ви се сосема доволни за да функционирате сосема окей користејќи го Git. Некои од нив се тука спомнати. Исто така на оваа слика се битни неколку работи. Може да ги забележите овие 4 облачиња: Working Directory, Staging Area, Local Repo и Remote Repo. Ова repo е всушност кратенка од репозитори. Кога викаме репозитори, всушност мислиме на одреден проект.
кој што јас, например, што мислам под проект? Па проект може да биде оно што на почетокот спомнавме, кога четворицата програмери се почнаа да работат на функционалностите кои што беа зададени од компанијата на која што и треба софтвер. Тој проект кој што тие го работеа, можеме да го кажеме дека е репозитори. Затоа што во Git јас можам да си направам колку што сакам репозиторија. Што представува секој од тие репозиторија? Секој од тие репозиторија е свој засебен проект, кој што, не знам, јас можам да работам на 3 проекти. Секој од тие 3 проекти си има свое засебно репозитори, во кое што си се верзионира тој код кој што е потребен за соодветниот проект и кој што е изграден таму. И сега, кога јас работам во некоја папка на мојот локален компјутер, јас таму можам да креирам некој файл. Можам да изменам содржина на некој файл. Кога сето тоа го правам, јас се наоѓам во оваа линија на working directory. Со користење на една git команда. Git add. И јас тој файл git add. Поточно командата која што ќе извршиме, ќе видиме во конкретниот пример, сега чисто само теоретски ви ги кажувам командите и која е разликата помеѓу овие 4 вертикали кои што ги гледаме на самата слика. Се она што го работам јас во моментот, изменувам файл, додавам, бришам, е всушност овој простор тука на working directory. Кога ќе извршам команда git add. Јас целата таа измена, сите измени кои што сум ги направил до тогаш, ги носам во некоја staging состојба во која што, како можеме да објасниме таа состојба? Тоа е состојба во која што фајловите кои што сум ги работел, полека ги припремам за да бидат верзионирани. Односно, се она што сум правил како измена врз фајловите, јас го носам во некоја состојба во која што јас викам, окей, овие беа фајловите што јас ги изменив, ајде да ги донесеме во некоја staging состојба во која што тие се спремни да бидат зачувани како некоја верзија, верзионирање. Од оваа состојба да бидат конкретно зачувани перманентно како некоја верзија, јас треба да извршам уште една команда. Тоа е git commit командата. Со таа команда јас дополнително можам да оставам и порака, со која што порака јас ќе објаснам што правев за да стигнам до тој резултат од изменети, например, 10 фајлови и конечно да ги запишам тие 10 фајлови во некоја историја во која што во иднина можам јас уште повеќе измени да правам, ќе се вратам повторно на working directory, ќе ги припремам новите измени и ќе ги зачувам во локалното репозитори. Со командата git commit јас всушност на некој начин правам верзионирање, зачувување на тие измени. Тоа ќе биде некој скриншот, ајде така да кажеме, кој што ги зачувал сите измени кои што сум ги правил јас. Тоа се нарекуваат комити. Ќе ги објасниме што се комитите. Или можеме и сега теоретски онака да објасниме. Комитите се всушност одредени не временски периоди, туку измени на група на фајлови кои што јас сум ги направил и сум ги зачувал во одредено време. И јас ако се враќам во некогаш во минатото, можам да видам во одреден период кои се фајлови сум ги изменил. А додека разликата помеѓу local репозитори и remote репозитори е тоа што јас кога ќе извршам git commit команда, мојот код е се уште на мојот локален компјутер. За да го поставам кодот на сервер, за да биде достапен, а од друга страна и безбеден од, расипување на лаптопот и се што може да доведе до губење на самата работа која што во изминатиот период сум ја правил, јас доволно е да извршам командата git push за да го поставам тој сервер на некој, за да го поставам, тој код на некој сервер, односно на некој сервис како што е GitHub, што го спомнавме. Ќе ги видиме во реален пример дел од овие команди и ќе видите уствари дека не е ништо страшно од тие 130 команди, како што ви кажав, 10 ви се сосема доволни за да функционирате нормално и користејќи го Git како алатка. Стигнуваме до моментот на гранење и гранги во Git. Прво, овие крупчиња мали кои што ги гледаме тука на самата слика, тие се комитите кои што содржат информации за тоа кои фајлови во текот на одредено време јас сум ги направил. Тоа се комитс.
Еден комит, како што кажавме, може да содржи група на фајлови, информации поточно за група на фајлови кои што биле изменети во дадено време пред да ја извршам јас, односно со извршувањето на командата git commit и зачувување на таа верзија, односно се што сум работел до тогаш. Секогаш во Git, односно, ајде вака. Оваа слика, пробајте да ја сватите како. Ова првото крупче е софтверот кој што тие 4 програмери го изработија и си го поставија на GitHub. И ова е верзија на самата апликација, некој вебсайт да кажеме, кој што е функционален. И гранка во Git можеме да кажеме дека е некој покажувач кон одреден комит. Значи, имаме гранка која што се вика мастер и таа мастер гранка ми покажува кон одредена верзија на софтверот кој што сум го градил со текот на времето. Конкретно, секогаш во Git треба да имаме една главна гранка која што ќе ми биде стабилната верзија на софтверот кој што го правиме. Нели, кога градиме софтвер, јас можам да имам морам да имам една стабилна верзија и потоа можам да си правам други гранки, односно други покажувачи, кои што ми помагаат јас паралелно да решавам проблеми што се јавуваат со дадениот софтвер или да правам нови функционалности и при тоа да не го афектирам моментално стабилната верзија на самиот софтвер. И со тоа, како што ви кажав, оваа слика, мастер гранката покажува на овие плавите крупчиња, тоа е стабилната верзија на софтверот, а додека во таа стабилна верзија некој од нас открил проблем. Односно при најава, не знам, и го имам юзерот, зачуване, меѓутоа не можам да се најавам. Се пријавува багот и паралелно додека софтверот се функционира како што е, се отвара нова гранка во која што ние изменуваме дел од кодот, гледаме каде е проблемот и пробуваме да го решиме, така што тоа го правиме паралелно. Сајтот си функционира, а јас паралелно менувам работи во него, без при тоа да ја афектирам нормалната работа на самиот сајт. Кога јас ке го решам проблемот, еве тука сум направил 2 комитс. Во првиот сум изменил една група на фајлови, потоа сум забележал дека нешто сум пропуштил, па сум направил уште една измена на фајловите и сето тоа сум го зачувал во овие 2 комити. Кога оваа верзија на софтверот, која што е паралелна нели на онаа стабилната која што ја имаме, се истестира и ќе кажеме дека овој проблем кој што бил пријавен во овој период во минатото, со овие 2 комити сме го решиле, јас можам измените од оваа гранка да ги префрлам на главната гранка. И што значи, во оваа точка од времето, јас веќе го имам решено проблемот кој што се пријавил во некој период порано. Паралелно, забележете што е бенефитот од гранките. Додека некој од програмерите го решавал проблемот, тој баг фикс со овие црвените крупчиња, друг програмер добил задача да направи некоја нова функционалност на самиот сајт. И тука го забележувате бенефитот. Јас имам главна гранка која што ми ја чува стабилната верзија на софтверот, а паралелно се работи на други 2 верзии, од кои што едната верзија е решавање на некој проблем, а другата верзија е додавање на некоја нова функционалност. Кога ќе биде решен проблемот, како што кажавме, се спојува тој проблем, односно тоа решение на проблемот во главната гранка и сега тука можеме да кажеме дека тој проблем е решен и во главната гранка јас го имам решено проблемот, а кога ќе го направиме тој фичер или таа нова функционалност која што нашиот колега ја работел, например, не знам, додавање на функционалност за регистрација со помош на Facebook, например. Кога ќе биде направена таа функционалност, ние ќе го споиме тој код, односно тие измени во главната гранка и всушност во овој дел од времето јас ќе ги имам вклучено измените од гранката feature и од гранката bug fix. Така што гранките всушност ни овозможуваат паралелна работа и при тоа да не афектираме одредена состојба на проектот, така што би можеле да работиме на паралелна негова верзија. Тоа наједноставно можеме да кажеме дека се гранките. И сега дојде моментот да
пробаме со реални примери да покажеме како можеме да користиме дел од командите во Git. Исклучиме тука презентацијата. Океј. Тука ќе направиме еден нов фолдер. Што ги открстиме, не знам. Тест project. Во тој тест проект, јас ќе отворам терминал. Оно што ви спомнав, ќе ви кажам каде можам да ги користам јас командите од Git, па тоа е ова прозорче, во кој што јас можам да ги користам тие Git команди. И сега јас, кога веќе се наоѓам во овој проект, јас всушност, во овој фолдер поточно, внатре во него гледаме дека немаме никаква содржина. Сега ќе отвориме едитор, кој што можеме да го користиме за да додадеме некоја содржина, и тука јас можам да креирам нов файл. Например, ќе креираме index.html, одреден файл. И сега кога отидам сега во фолдерот, ќе забележам дека тука јас веќе имам файл. Или тој файл го креиравме со помош на овој едитор кој што го користам за креирање на фајлови и пишување на конкретна содржина во некој од тие фајлови. Сега, следно што можеме да направиме е со помош на ова прозорче, на овој терминал, јас да направам, да извршам команда git init. И во тој момент, кога ќе извршам оваа команда git init, јас оваа папка, која што е креирав, тест проект, од обична папка ќе направам да биде репозитори. Значи, чекорот што една папка ја дели од тоа да биде обична папка и да биде Git репозитори е командата git init. Значи, јас го инициализирам овој фолдер тука, да можам во него да верзионирам состојби на одредени фајлови кои што ќе ги имам внатре во него. Внимавајте, git init како команда секогаш треба да предпазливо да ја извршите, заради тоа што многу е битно во кој фолдер се наоѓате со самиот терминал за да во него ја извршите таа команда. Значи, јас сега со терминалот се наоѓам во папката тест проект и внатре во таа папка јас ќе извршам git init. Пред да го извршам тоа git init, ќе искористаме на команда која што е независна од Git, да ви кажам каде се наоѓа фокусот на мојот терминал, односно што гледам јас во овој момент. Значи, јас сум влегол во user Simeon Documents online presentation тест проект. Значи, јас се наоѓам во папката тест проект и внатре во неја можам да извршам git init. Добив команда после извршувањето на односно добив порака после извршувањето на таа команда, а тоа е дека јас сум инициализирал некој Git репозитори. Сега, ако направам друга команда, git status. Git status е всушност команда која што ми покажува кои се измени јас ги имам во даден момент. И тоа во самата презентација беше објаснето на оваа слика. Значи, сега сите измени кои што јас ги правам се наоѓаат во ова working directory. Ако додадам нов файл, например, не знам, можам да додадам contact.html. Соодветно ќе додадем и некоја содржина. Овде во index.html ќе додадеме содржина index, во контакт ќе додадеме контакт и ќе зачуваме таа содржина. Со самиот терминал, ако сега направам git status, да видам во која состојба е тоа репозитори кој што го креирав пред скоро, ќе ми каже дека имам два фајлови кои што се untracked. Значи, до сега Git не ги познава овие два фајлови, ќе ми каже дека тие се некои фајлови за кои што ние немаме историја. Следно, ако сакам да ги зачувам овие два фајлови, што треба да направам? Па треба да ги донесеме од working directory во staging area и потоа во local repository. Кои беа командите? Па првата беше git add, втората беше git commit. Ајде да извршиме командата git add. Git add очекува како втор параметар да кажам кој файл јас сакам да го верзионирам. Во конкретниот случај јас сакам се што сум направил како измена да го зачувам во некоја состојба, односно во некој комит. И со тоа јас всушност ќе извршам git add точка. Точка значи сите фајлови кои што ми светат, било да се црвено
или изменети фајлови, ќе видиме што значат изменетите фајлови, јас можам да ги додадам во staging area на самата слика на што го објаснувавме со помош на командата git add точка. Кога ќе извршам оваа команда и сега направам git status, вика сега ги имаме доведено во состојба во која што овие фајлови се спремни да бидат зачувани и верзионирани. Која команда ме дели од тоа да јас преминам од staging area во local repository? Командата е git commit -m празно место и во наводници оставаме порака која што треба да биде опислива за она што сме го работеле во изминатиот период. Например, со овие две измени конкретно. Не знам, например, јас можам да кажам дека we added index and contact features. Кога ќе извршам оваа команда, јас овие два фајлови ги однесов во local repository состојба, односно направив верзионирање нивно. И сега кога извршам командата git status, ми вика на гранката master, таа е онаа главната гранка. Секогаш треба да имаме една гранка која што треба да ни, во која што треба да го чуваме, да ја чуваме стабилната верзија на нашиот код. И сега, од тука може да ми текне мене, јас заборавив во index.html да додадам уште некоја содржина. Со git status, пред да додадам таа содржина, гледаме дека нема ништо што може да биде комитнато. Ако се вратам во индекс и сега додадам освен индекс, ова е нова измена и го зачувам, ако направам повторно git status, сега заприметете, не ми вика како погоре дека имаме untracked files. Јас ги донесов во local repository овие фајлови. Меѓутоа, јас веќе направив нова измена и го доносов index.html од local repository состојба во working directory, во која што работам на тој файл. За да го однесам повторно и да го верзионирам, што треба да направам, па треба повторно git add точка, git commit и го носам во local repository. Ајде да го направиме тоа. Викаме git add точка, за да додадам секако измени што имам. Сите измени беа, впрочем, само овој файл. Git add точка, следно git commit -m, оставам порака. Bug fix in index. Она што заборавив да го додадам, например. Оставам некоја таква порака. Пораките, трудете се кога ги пишувате секогаш да бидат описливи. Со самото читање на таа порака, јас да сватам за што станува збор. И сега, ако направам git status, немам ништо. Ако ја извршам командата git log, заприметете ова што го обележав тука. Вика, на 15 декември во 20:46 часот 2022 сум зачувал некој комит, односно крупче од сликичката која што имавме кај гранките. Ова што го обележав е всушност едно крупче, односно една состојба која што јас сум ја зачувал. Што сме оставиле тука како порака? Сме додале индекс и контакт функционалности. Со второто крупче ние што направивме? Па сме решили некој проблем така што сме додале некој контент, односно некоја содржина, сме решили некој проблем во индекс фајлот. И со ова всушност ние што имаме? Па имаме два, тука ќе го направиме визуално. Еве го првото крупче во кој што јас ова M ќе ми биде всушност покажувач кој што ми покажува на мастер. Со првиот комит јас додадов индекс и контакт фајлови, а со вториот комит покажувачот сега ми покажува на овој вториот комит во кој што јас ја поправив грешката која што не ја направив во првиот комит. Ова е сега состојбата која што имаме. Ќе ви кажам сега како можеме да направиме уште една гранка.
Гранка уште една можеме да направиме така што ние ќе извршиме една команда која што се вика git checkout минус b и како следен параметар од мене се очекува да напишам име на гранка. Например, можам да направам new feature гранка. Кога ќе извршам git checkout минус b new feature, добивам порака во која што вика switch to a new branch new feature. Што направивме? Јас со git сега само ќе направам n што ќе ми означува new feature. Покажувач, значи рековме гранките се само најобични покажувачи до одреден комит. И што ќе направиме сега? Сега моментално се наоѓам јас со командата git branch. Ќе ги излистам сите гранки, а патем ќе видам на која гранка јас моментално ги имам ставено фокусот. Моментално гледаме со звездичката и со зелено обоено ја имам гранката new feature. Значи сега кога правам измени, јас нема да афектирам ништо на мастер гранката, ќе афектирам измени само на new feature гранката. Што правиме сега? Сега ќе кажеме, окей, јас сакам да додадам нешто ново во индекс файлот, во кој што ќе речем, окей, ова е new feature branch, некоја измена. Од бренчот new feature јас направив некоја измена. Ова го зачувувам и сега викам git status. Повторно, модификуван файл имам. Супер. Одиме git add точка. Git commit минус m оставам порака. We added extra feature in new feature branch. И сега, јас, ако го апдейтирам цртежот, што направив? Направив ново крупче, во кое што гранката new feature се ќе ми покажува на нов комит. И можеме да забележиме дека ако отидам тука во фајлот, ја гледам измената која што ја направив. Што ќе се случи ако фокусот го ставам од каде ни беше фокусот? Ајде да се потсетим уште еднаш. Со git branch можам да видам кои се сите гранки и врз која гранка е мојот моментален фокус. Моментално фокусот е врз new feature. Прашање. Ако се вратам и ако го ставам фокусот на гранката master, дали ќе ја гледам оваа измена која што ја направив сега на гранката new feature? Напишете ми во коментар. Имаме веќе 4-5 коментари не, сиде се за не, така што супер да. Океј, тоа е точниот одговор. Кога сега ќе се префрлиме на гранката git checkout, заприметете само еден детал тука. Git checkout минус b беше претходната команда која што ја користев, еве погоре може да ја забележите, тоа е командата која што ја користев за да креирам нов бренч. Меѓутоа кога сакам да отидам на бренч кој што веќе постои, ова минус b не го пишувам. Само пишувам git checkout master. Притискам enter. Правам git branch. Се забележите, фокусот не е повеќе на new feature, туку сега е фокусот на master. Ако отидам тука, што забележуваме? Па чекайте малку. Убаво кажавте. Кога се отидов на гранката master, јас повеќе не гледам измената која што напишав, она што го напишавме new feature, ова е некој нова функционалност. Што се случи? Си играме со покажувачите од самата слика. Значи, јас ако фокусот го имав тука, а во овој комит направив измена на индекс HTML, сега јас повеќе не ја гледам оваа измена кога сум со фокусот на мастер, туку сум тука. Во оваа верзија јас немам нешто кое што беше всушност додавање на некој new feature во индекс. И сега, тоа е оној момент од самата презентација кога ние на мастер се наоѓаме, правиме нов бренч, решаваме некој проблем или некоја нова функционалност и доаѓа време да го споиме сето тоа.
која команда ја користиме за да споиме нешто? И користиме командата git merge. Како се користи командата git merge? Одиме во бренчот во кој што сакаме да го добиеме резултатот од спојувањето и пишуваме git merge и името на бренчот од кој што сакаме да ги земеме измените. Кој е бренчот во кој што ги имавме измените? Па бренчот се викаше new feature. Ќе го напишеме new feature и сега ќе извршам оваа команда. Заприметете, јас извршам команда git merge new feature и викам во гранката master стави ми го се она што имаш во гранката new feature. Притискам enter. Со помош на алгоритам направивме fast forward во која што сега забележете, ако направам git branch, јас се уште се наоѓам на гранката master. Меѓутоа, забележите дека сега ја имам онаа измена која што ја направив во new feature гранката. И што се случи кога апдейтираме цртежот? Каде ми беше само цртежот? Тука. Ние едноставно покажувачот, гранката master, ја поместивме од некој комит во минатото кон некој комит во иднината. И сега двете гранки, и master и new feature, покажуваат неиста состојба на кодот кој што се наоѓа. Океј, ова беше примерот кога работиме локално со Git. И заприметете, јас никаде не искористив GitLab, односно GitHub. Се ова што го работам моментално е на мојот локален компјутер. И ако направам сега git log, сега ќе имам 3 комити. Првиот комит, кој што беше во 20.46, вториот комит заедно со пораката во 20.48 и третиот комит кој што беше од гранката master, тоа е во 20.56. Еве ги тие 3 комити кои што ги нацртавме на сликата. Следно, како што кажав, овие измени и ова верзионирање во овој момент се наоѓа само на мојот локален компјутер. Како јас можам да го направам овој код безбеден, да се заштитам од тоа мојот компјутер да биде во случај да се расипи и да го изгубам или било што друго кој што би довело до тоа јас да го изгубам кодот, па реално треба да вклучиме некој сервис, како оној што беше впрочем GitHub или GitLab, и да си го прикачиме тој код некаде на сервер. За таа цел, јас симнав еден проект кој што ќе направам нова папка, Real Project, и ќе отворам нов терминал тука. Океј. Го искористам командата за да видам каде се наоѓам, вика, се наоѓам во командата Real Project. И ако направам овде git status, ми вика fatal not a git repository. Па како јас можев да направам git repository? Така што ќе извршиме командата git init. Сега, ајде да видиме што имаме тука во овој проект. Пред да го направиме, значи во моментов, заприметете ја разликата. Овој фолдер test project е git repository во кој што јас имам верзии некои кои што се локално на мојот компјутер. Во папката Real Project јас имам. Сега ќе видиме што имаме тука. Внатре два фолдери во кои што имаме други фајлови, во кои што имаме некој програмски код, како што ви кажав, овој некој реален пример на некој проект. Јас можам овде да, например, ако сакам овој проект, во случајов ќе демонстрираме како можеме да го перзистираме овој проект и да го зачуваме и заштитиме од негово губење. Прво што треба да направиме е оваа папка да ја направиме да биде git repository. Сега ќе го исклучиме терминалот на кој што досега работевме. Рековме тоа е едно репозитори. Сега ќе си направиме друго репозитори. Тоа ќе биде оваа новата папка. Командата беше git init и во тука ние инициализираме празно репозитори. Следно, штом сакам јас да го прикачам мојот код на некој сервис, јас треба да имам профил некаде. Па за таа цел спомнавме GitHub, меѓутоа јас имам профил во моментов на GitLab, кој што е
Pandan истото како GitHub, ги нуди истите функционалности, се разликува во некои ситници кои што во моментов не ни е потребно да ги спомнуваме кои се тие разлики, меѓутоа GitLab и GitHub нудат исти услуги. Ке креирам нов проект, односно ново репозитори. Имаме копче New Project, во кој што ќе креирам бланко project, празен проект. Како ќе се вика мојот проект? Онлайн демо. Можеме така да го крстиме. URL-от на тој проект ќе биде на мојот юзернейм, а тоа е Симеон З. Следно, прескокнете го ова прашање, опционално е, нека си остане како што е дефолтно. GitLab, како сервис, ми нуди можност, јас, кога ќе го направам тоа репозитори, тоа да биде приватно или да биде паблик. Не секогаш, она што го работиме, треба да го гледаат сите. Во тој случај ќе си го направиме private. Доколку го направиме паблик ова репозитори, било кој да дојде на GitLab, при тоа и да нема профил, може да го најде нашето репозитори. Во зависност од тоа дали ние дозволуваме да бидат направени измени, може или да направи измени, или во најмала рака да го симне тој код и да си прави некои измени кај него, да не го афектира моето репозитори. Меѓутоа, тука моментот е дали она што го работиме сакаме да биде споделено или сакаме да остане во тајност. Во конкретни случаи да речеме дека сакаме да креираме private репозитори. Initialize repository with a readme. Нема да навлегуваме што е readme во овој момент, само ќе го отштиклираме. Не сакаме. Следен чекор е да го креираме проектот. Го креиравме проектот. Сега сме внатре во него. Забележете го URL-от горе, онлайн демо. Па јас така си го крстив ова репозитори. Ако скролна малку надолу, тука ќе забележам команди кои што ми ги нуди самиот GitLab, како јас некој постоечки репозиторија да си ги прикачам на веб и со тоа да бидат заштитени. Односно да имам онлайн верзија на истите. Утре да отидам на нов компјутер, ќе се најавам на GitLab и ќе си го симнам тој код. Кои се командите што треба да направиме? Од тука е доволно, бидејќи јас локално веќе го инициализирав ова репозитори. Доволно е само да ја извршам оваа команда git remote at origin, во кој што ќе кажам ова репозитори сакам да си го поврзам со тоа што веќе го креирав на GitLab. Ќе извршиме таа команда git remote at origin. Не добивме никаква порака и сега ако направам git status, па јас имам овде многу фајлови кои што се изменети. Командите кои беа? Git add точка, git commit -m, real project deployed, например, ќе кажеме дека сме го деплојнале на веб и правиме git push origin master. Оваа команда до сега не ја спомнавме. Последната команда која што ја спомнавме до сега беше git commit. Таа беше за да креираме нов commit. Меѓутоа, нашиот код остануваше локално на нашиот компјутер. Сега, со командата git push origin, овие три зборчиња git push origin остануваат фиксни. Четвртото зборче master е всушност параметарот кој што јас го предавам на таа функција, во кој што викам на која гранка сакам да биде прикачена оваа измена која што сум ја направила. Сакам на гранката master да прикачам се овде што имам како измена. Притискам enter за да извршам оваа команда. Се случува прикачување на мојот код и на крајот вика на овој линк креиравме нова гранка која што се вика master. Што ќе се случи ако јас сега направам рефреш тука на GitLab? Па јас ги гледам овие фајлови кои што ги имав локално. Што значи сега, ако отидам на друг компјутер и ако се најавам на GitLab и ако ја искористам оваа функционалност за да снимам zip код, па јас ќе го имам на истото кој што го имам и на овој компјутер. Тука се овозможува оној момент на работа во тим. Забележите, кога кликнав на онлайн демо, тука ми се појави едно копче history. Вика Real Project Deployed. Еве го првиот комит кој што го направив. Ајде сега да направиме некоја измена во некој од файловите. Logger TS. Тука ќе направам еден console.log hello. Направивме нека команда. Без разлика дали е точна или не е точна.
ја зачувувам оваа содржина на фајлот и во некој друг фајл ќе направам, ќе оставам, на пример, коментар hello, и ако отидам во терминалот и направам git status, ми дава дека им изменето два фајлови. Како да ги прикачам овие два фајлови да бидат безбедни? Git add точка git commit -m edit console.log git push origin master. Со оваа команда прикачуваме на веб. Притискам Enter. Добив повратна порака од Git, дека е успешна операцијата. Ако направам рефреш, вика edit console log, па тој е комитот кој што го имав. Ајде да направиме уште една измена. Сум заборавив дека и во package.json требаше да додадам нешто. Тука имам грешка, не ја сакам Nodemon верзијата 4, ми треба 5. Правам git status modified package.json, викам git add git commit -m changed Nodemon version git push origin master. Прикачив трета верзија. Правам рефреш тука. Еве третата верзија. А што ќе се случи ако кликнам на changed Nodemon version? Ми дава кој файл, во кој период, од кого и што како измена било направено. Што ми вика? Претходната варијанта, односно претходната верзија била 2.0.4, сега имам 2.0.5. Супер. Ајде да видиме, да речеме, ако е реален пример, што сме работеле пред една недела. Кој ја направил оваа измена? Вика Симеон ја направил таа измена. Супер. Одиме да видиме што направил Симеон во тој комит, кои се фајлови ги измени. Одиме тука, гледаме. Океј, во app.ts додал коментар hello, а додека во logger.ts додал некоја содржина console.log. И со тоа всушност можеме да го видиме бенефитот од верзионирањето и овозможувањето на споделување на код помеѓу програмерите. Што дополнително ми овозможува GitHub или GitLab? Доколку и вие имате профил, јас можам да ве додадам на ова репозитори и да ви додадам привилегии да можете да изменувате тука нешто. Бидејќи станува збор за private репозитори, јас можам да ве додадам и вие да учествувате, односно да работиме заедно на одредена функционалност, конкретно на овој проект. И со тоа всушност направивме некоја целина, користејќи ги колку команди искористивме. Git init, git add, git commit, git push, git checkout, git merge и git branch. Колку изброив? 8 команди изброивме, кои што ги искористивме за да покриеме цело едно сценарио кој што би ми било потребно за јас да работам со Git и да го прикачам Git на некој сервер. Уште 2-3 команди ни фалат за да симнеме код локално на мојот компјутер и да работиме во тим. Тие команди можеме чисто да ги спомниме. Git pull origin master е команда која што, доколку некој од вас го додадев на ова репозитори и тој направеше измена, ќе каже, окей, јас завршив, повлечи кај тебе да видиме што направив јас и дали ќе функционира на твојот локален компјутер. Командата е git pull origin master. Кажувам од која гранка сакам јас да повлечам. Бидејќи во моментов се наоѓам на гранката master, сакам да ги повлечам измените од гранката master. Притискам enter, ми вика already up to date. Нема никакви измени кои што биле направени од некој друг, а јас ги немам локално на мојот компјутер. И со тоа всушност со 9 команди ние направивме цело едно сценарио за нормално функционирање. И сега за крај ќе се вратам на презентацијата и ќе ви го покажам уште овој момент. Најбитната работа. Секогаш кога работите и кога ќе завршите одредена работа, или во случај на пожар, правите git commit, git push, па ја напуштате зградата.
Тоа беше од оваа презентација што ги имав. Вилијам, можеш да превземеш? Секако ме насмеа со последно меме. Имаме во коментари чети Git клон. Не си го спомнал. Така што да сакаш за Git извини, клон. само секунда. Да, Ајде. само секунда. Можеме Git клон да го спомнеме, дури можеме и да го извршиме како како команда. Што представува? Тоа е кога јас, ако некој од вас го додадев на ова репозитори, тој треба да го клонира тоа репозитори локално. Еве е командата. Значи јас копирам кој значи за клонирање, ако сакам да го симнам овој проект со командата клонирање. Прво ми треба кој URL-от за да го симнам тој проект. Еве го тука можеме да го најдеме овој URL. Што ќе направиме? Па тука можеме да креираме нов фолдер во кој што ќе речем cloned project. Ќе отворам терминал тука. Само да видам, тука го имам само линкот. Git clone. Ја извршив командата git clone и URL и сега ако отидам внатре во cloned project, еве папката online demo, еве го API фолдерот, еве ги сите фајлови кои што ги имав. Ова требаше да го направи некој од вас доколку го додадев како maintainer или колега кој што работи на овој проект. Ке го клонираше ова репозитори и сега, например, можеме да направиме git status, односно не треба да влезам внатре во папката online demo, така се вика репозиторите, и одако направам git status, ми вика се up to date со гранката Origin Master. Ја спомнавме и таа команда која што е секако битна да знаете. Океј. Океј, супер, така што фала ти Симон, предавањето бар мене како не програмер, како маркетер ми беше супер и ми разјасни доста работи, така што props for that и ми се добавна доста практичниот дел, така што дечки слободно пишете впечатоци во чат. Уште еднаш ќе го испратам линкот за поставување на сите прашања кои што ги имавте. Спомнав на почетокот, веќе најавив тука со нас алумни од Академијата за Full Stack програмирање Димче Картинов, така што би го повикал него за да ви сподели во неколку минути какво беше неговото искуство од Академијата и генерално да ви даде некој совет за понатаму. Димче? Здраво на сите, јас сум Димче, алумни студент на Академијата за Full Stack програмирање. Значи, од прилика негде пред 3 месеца завршив на Академијата. Значи, Симон ми беше исто ментор и многу сум задоволен од него исто. И исто и презентацијата сега беше одлична. Пред да се запишам, не знам, на Академијата, секогаш ме интересирало како функционира некој систем на некоја банка или не знам, систем на некој факултет. Нешто во позадина, дали Facebook, дали Instagram, ме интересирало се како функционира во позадина. И првен започнав сам да учам, значи немав никакво предзнаење за програмирање, започнав сам, пошто да видам што да учам, не знаев на каде терам, значи барав на интернет што да учам. YouTube, LinkedIn, Udemy курсеви купував и после некој време видов дека тоа ќе ми одземе многу време, ако го продолжам да го правам сам и почнав да барам академии, значи низ Македонија, на која се запишам и како најокей ми испана Brainster, искрено не отис, завршив таму. Пошто има у неделата има часеви, има работилници, има менторски и како најзахтевна ми беше Brainster. Има исто и реални проекти, имаше организирано хакатон додека бев на Академијата. Моите очекувања пред да се запишам беа да ми го убрза процесот на учење и тоа и го добив. Кога завршив на Академијата, почнав одма со пракса, бев повикан исто таму кај што учев, во Brainster, да работам во
тек тимот на Brainstar, во Innovation тимот. После неколку месеци добив вработување и моментално работиме на платформата за студентите на факултетот за Brainstar. Исто сам доврзан, секојдневно користам Git и немам искористено повеќе од 10 команди до сега. За тој прв пат што слушав што е Git, значи ја прв пат кога слушав што е Git во јануари, значи стварно ми изгледаше тешко, али верујте дека Git е нешто најлесно што се изучува на Brainstar. Толку од мене. Некако има некој прашање за врска со... Имаме две, првото е што столица имаш и ова е колку време заврши академијата. А за колку време завршив академијата? Значи, пишува дека е 12 месеци и толку е 12 месеци, за 12 месеци стекнуваш со сите тие вештини што ги пишува на академијата. Само да отворам чатот, да. Иначе ова е столица некој од Сетек. Мислам дека сега има моментално на попуст оваа столица, ако отворите на... Океј, нешто плюс или тоа е тоа генерално? Па некако има некој прашање, можам да му одговорам нешто плюс. Океј. California Access, да. Не знам само дали е тоа фирмата. Супер, тоаш, фала ти многу, Димче. Ќе направам шер на почетокот, најав за сите кои што се пронајдовте во темата на Git, на full stack програмирање, многу на кратко во некои 2 минути. Кратко околу академијата, значи прво би почнал со една убава информација, година славиме 7 години Brainstar и ни е година на Brainstar рекорди. Зошто ја нарековме вака, бидејќи имаме рекорден број на запишани студенти, рекорден број на луѓе на заедницата, дури 1306 запишани студенти, организиравме најголем хакатон во живо, кој што верувам дека сите го видовте на social media за Ready Recycling, кој што беше со повеќе од 125 луѓе во живо. Највисоки оценки за инструкторите 4 над 4,91 од 5 мрежа, од над 100 инструктори на академиите, партнери, компании во кои Innovation и Hiring тимот кои што нудат проекти и вработување пракси за нашите студенти, исто така е над 150, така што многу голем успех за цела наша Brainstar заедница. Ги спомнав инструкторите, од кои луѓе ќе учите на академијата, ќе спомнам делот од инструкторскиот тим. Значи, дечки, учите од луѓе кои што се од индустријата, кои што ви споделуваат реални инсайтс, луѓе кои што се со дугогодишно искуство и се проверени во делот на тоа како може да го пренесат своето знаење. Така што само делот нив се овде Александар Јолаковски, сениор софтверски инженер со повеќе од 10 години работно искуство, Христијан, Адријана, Никола Кусибоевски, Кристијан, денес го чувте Симеон, може да прочитате ќе ви испратам линк од вебсајтот повеќе за секој инструктор посебно. Потоа го имаме Денис, Стефан, Драгана, Благица, Анастасија, Ивица кој што е и воедно Chief Tech Officer во Brainstar и предава и на Brainstar Next факултетот. Така што сите овие луѓе се проверени, сите се луѓе кои што се со многу искуство, се тековно во индустријата за да може да ви пренесат реални инсайтс и се проверени во делот на тоа како објаснуваат, како ќе ви го пренесат нивното знаење. Така што учите од стварно професионалци од индустријата. И Димче спомна реални проекти, овде издвоив неколку. Првото е проект веб платформа за УКИМ, кој што е колаборација од Академијата за Full Stack и Frontend. Второто е Олимпијада која што беше во колаборација со Frontend, Full Stack и Академијата за UX UI дизајн, каде што студентите изработија целосна веб страница како UX UI дизајн за специјална Олимпијада на Македонија.
Потоа имаме проектот Brainsterpreneurs, Coin Tracker, ги протрчувам сите проекти за да имаме повеќе време за Q&A делот. Во follow-up мейлот кој што ќе ви го испратиме утре, видов прашање околу снимката, ќе вклучам линк до блог кој што ги има сите овие реални проекти за да може да прочете повеќе. Два повеќе од овој дел се проект за клиентот VA Engineering и веб апликација за Jägermeister. Така што се работи на доста реални проекти каде што стекнувате искуство во овој дел. Исто околу делот сега имаше прашање во чат дали сите кои што се запишуваат на академија добиваат пракса и ако живееме во вакуум или ако сакам да ви изложам, ќе ви кажам да, меѓутоа одговорот е секој дека не бидејќи не секој се посветува доволно за да биде спремен за да влезе во компанија. Значи ние гледаме со нашиот Co-Innovation и Hiring тим и бројките ги спомнав на почеток, кои што се над 150 партнерски компании за сите студенти кои што се вложуваат на академија, присуствуваат на часовите, работат на проектите да имаат минимум пракса па и вработување или додека се на академија или по завршување. Изловив овде 6 успешни приказни кои што мислам да ги водев само од септември наваму. Андреј, Марија, Божин, Даниел, Николај, Роберт, ако отидете на самиот блог, може и сега да го отворам. Блокет Brainster.co, и ако скролнете во делот категории успешни приказни програмирање, овде може да скролате со страници за луѓе кои што биле на академии се вработиле, така што може да прочитате повеќе, да се инспирирате, да видите колку луѓе го продолжиле кариерниот пат понатаму во компании. Околу делот со сертификати, каде се признаени, значи од оваа есен секој кој што ќе заврши Brainster академија добива 2 сертификати, едниот е од Brainster, едниот е од Brainster Next, која што е која што е институција акредитирана од МОН, така што самото тоа кажува на кое ниво е програмата на Brainster. Значи имате сертификат од Brainster, покрај тоа имате сертификати од Brainster Next. И последно секогаш кажувам гордоста на Brainster тимот за коиновации вработување, Co-Innovation. Кажав, овде бројката е 100 партнерски компании, овде ова не е апдейтирано, сега се над 150 партнерски компании кои што нудат пракси вработување во едно реални проекти за нашите студенти, така што имате еден whole package. Не би одземал повеќе време со овој дел, сите кои што се пронајдовте, ова ви звучи интересно. Уписите ни се во тек за групите кои што започнуваат во пролет. Подготвителната програма е веќе во тек и искористете сите кои што сакате да продолжите, понатаму имате extended early bird цена до крајот на овој месец, мислам дека е до 30 декември. Така што ќе испратам сега линк во чат за се што не поменав, каде што може да прочитате повеќе на самиот вебсайт и може да отвараме Q&A сесијата. Така што правам шер на прашањата. Еве сме тука. Дали гледаме прашањата? Да, јас ги гледам. Супер, окей, одиме топ voted. Па надоле првото ни е како ти изгледа еден работен ден како програмер. Доста интересно прашање да стартам. За мене или за Димче, или за двајцата? Може двајцата се вклучите, пошто двајцата сте програмери. Па вак, еден ден како програмер, пред се, нели, доста е битно каде ќе се вработите и кои се условите во самата фирма. Нели, во компанијата во која што јас работам, Лока, таму флексибилни сме. Пред се многу ми се допаѓа тоа што не сме врзани физички да одиме секој ден во канцеларија, remote first компанија. Не сме ограничени во одреден период од денот да почнуваме со работа, например, секојаш во 9. Едноставно, кога сами сме си направиле некоја
work balance атмосфера, почнување, не знам, соодветно прво кога ќе почнам наутро денот, нели, работниот дел од денот, прво нешто што се гледа на одреден проект е некои информации дали има од вчера во врска со одреден клиент кој што во текот на вечерта, на пример, биле испратени, сабелето треба да ги разгледам. Нели, секогаш треба да се направиме прво план за работа како да почнеме. Имаме систем Jira кој што се вика, повеќето од вас можеби го знаат, но некој можеби не го знаат, тоа е систем каде што си чуваме кои работи на одреден проект треба да се работат. Целиот проект е документиран како барање на таа Jira платформа. Таму се отвараат нови тикети кога треба да се направи нова функционалност. Таму се тестираат работи во смисла на дали е поминат тој тикет кој што е отворен од тим, од QA тимот, дали е се во ред, дали може да се спои во продукција во тој сервер, па на тој начин можам да кажем дека прво се прави план на тоа што почнуваме да работиме во текот на денот и потоа во зависност од тоа кои се да речеме најитните работи или тикетот кој што треба реално да се работи, се почнува од него. Нели, си работиме тикети во текот на денот, можеби да има неколку митинзи со тимот, да се слушниме кој до каде, дали има некој блокинг поинт, потоа при крајот на денот можеби секако ќе направиме и комуникација со клиентот за да го известиме што во тој ден било направено, во смисла на да може и самиот да го исклика, да биде достапно за него, за да види дали е во ред. Честа комуникација е многу битна со самиот клиент за да ни даде што поскорешен фидбек. Така што на некој начин може така некако да се каже дека во мојот случај изгледа еден работен ден. Супер, Димче, сакаш да се надополниш? Ние исто имаме флексибилно работно време. Од прилика на ке 9 јас започнам со моето работно време. Тој саат од 10 имаме состанок со тимот, каде што имаме некој 15 или пола сат, зависи од материјата што треба да ја разговараме. Првиот саат од 9 до 10 размислувам што да кажам или што да испрезентирам или што сум направил од вчера и што ќе работам денес. Тоа ми е првиот саат. Кога ќе заврши состанокот, си земам некој таск и си го работам до крајот на денот. Имаме флексибилно работно време, работиме кога ни одговара. И тоа е тоа. Супер. Одиме со второто прашање, дали во Лока нудат пракса? Да. Во одредени периоди, нели, кога има потреба, реално се нуди пракса, да. Има, се бараат практиканти. Океј, фоллоуап на ова, дали во втора година студии може да размислуваме за пракса? Сега на што поточно мислим? Втора година студии на факултет, нели, доколку сме запишани, предпоставам. Да, има студенти од Brainstar Next, така што предпоставам дека е поврзано со тоа. Не се ограничувајте според годините во кои што сте соодветно, не знам, втора, трета, четврта, како и да се, да чекате да дојде некоја одредена година за да почнете пракса. Многу зависи од вас самите. Дали вие се чувствувате спремни и дали она што компанијата во која што би конкурирале и таа го бара како потребно знаење, вие го имате. Вие, например, ако сте се труделе и ако настрана од часевите сте научили уште многу други работи, предпоставуваме, да речеме. Вие можете и во прва година да се чувствувате комотни и да ја познавате технологијата која што се бара за да конкурирате за пракса. Така што пред се зависи од вас дали она кое што го знаете, односно она што го бара компанијата за практикантите, вие го чувствувате до некаде комотно, а потоа и дали би се чувствувале комотни да работите на пракса, а потом да се посветите и на факултетот. Така што, бидејќи доста битно и значителен дел од темнот може да одземи самата пракса. Така што доколку можете да го издржите тој баланс помеѓу пракса и учење, нели, соодветно на факултетот, нема апсолутно никаков проблем. Така што многу е субјективно ова прашање. Меѓутоа, како што ви кажав, ако чувствувате комотност да се пуштите во некој таков предизвик, не се двумете, слободно. Супер одговор. Одиме со следно, само мислам дека го имам скогнато ова прашање или сега се качи од Оливера, дали е пожелно претходно да се има некое познавање во врска со програмирање конкретно или се започнува од нула?
За на академијата, да, се започнува од нула, така што не е потребно апсолутно никакво предзнање. И поголем дел од студентите кои што се запишуваат на академиите се личности кои што претходно немале никаква допирна точка со програмирањето, така што воопшто не е потребно никакво предзнање. Јас би рекол, ако знае текст едитор да отвори, или ноутпад ако знае да отвори, тоа е стартот, нема. Океј. Која е разликата помеѓу GitHub, GitLab и кој се користи најмногу во работен процес? Разликата е една работа која што ми текнува. Двете нудат да се регистрираме на сајтот, двете нудат опции за да сторирам внатре репозиторија. Една разлика која што јас знам, можеби со текот на времето да се изменила, меѓутоа кога ги испоредував, јас кога ги користев и двете беше следната. Кога креираме приватно репозитори, GitHub, мислам дека не дозволуваше повеќе од тројца програмери кои што можам да ги додадам на одредено репозитори, а при тоа да биде бесплатно. Значи, ако сме тим од 5 програмери и сакаме сите да работиме на еден проект, а патем кодот ќе го сторираме на GitHub, GitHub ќе ми побара пари за останатите 20 или некој monthly subscription кој што треба да го плаќам. Додека GitLab, мислам дека беше немаше, мислам, никакво ограничување во однос на тоа колку програмери ќе додадам јас во некој репозитори. Некаде пред скоро време ми излезе некоја измена, дека GitLab ќе воведе некоја измена во тој поглед да се измени таа политика во однос на додавање на членови во одредено репозитори. Така што мислам дека можеби ќе го сменат и тие тоа. Меѓутоа, во глобала, она што би ви требало како програмер, ќе ви ги задоволи потребите и GitHub и GitLab. Тоа се само одредени конкуренти на исти потреби кои што ние ги имаме како програмери. Океј, следно ваша препорака за PDF cheat sheet, само секунда, за cheat sheet за Git може на македонски или англиски? Па, не знам, некако можам дали можеме отпосле да најдеме некоја содржина која што би била потребна. Едноставно напишете Git for Beginners на Google, ќе излезат милион артикли кои што ќе ви го објаснат сето она што јас ви го кажував. И впрочем, јас малку повеќе се посветив на онај теоретскиот дел и проблематиката што сакаме да решиме и зошто го користиме Git наместо конкретно на некој операција. Бидејќи во час и половина не е реално и не е возможно да научиме. Многу е битно да ве поттикнам на некој начин и да ви кажам што представува Git, за да подоцна сами истражите што повеќе. Така што нема апсолутно никаков проблем, ќе најдете и повеќе од доволно артикли само со пишување на Google GitHub, Git for Beginners. Можеме ако најдеме нешто во follow-up мејлот утре да го може, да. Океј, GitLens или слични екстензии со Visual Code како функционираат и кои ги препорачувате? Можам да ви кажам за Visual Studio Code, кој што јас го користам, една екстензија која што ја користам. Само да видам како се викаше. Ако ја најдам. Можеме да ја пратим и таа утре, заради тоа што сега валјда нема да ја најдам. Како се викаше екстензијата за Visual Studio Code. Можеме да испратиме и таа утре. Да. Договорено. Што препорачувате за тие што планираат да запишат фронтенд или фулстек? Совет? Мислам... Да не те прекинам. Не, словно сега само да се надоврзам совет за тие што сакаат да запишат фронтенд фулстек. Мислам дека имаше едно предавање во кој што Ивица го гледам и во коментар пише така што е присутен. Мислам дека имаше едно предавање, Ивица, ако не се лажам, кога ги гледав претходните, објаснуваше за тоа што е фронтенд, што е бекенд и што е разликата. Така да ако Ивица тука, ако може да ми потврди дали тоа беше... Да, знам на кое предавање мислиш, може да го отворам. Така да тоа погледнете го, мислам дека ќе ви биде одлично за да на некој начин то знаете што е фронтенд, што е бекенд и да се одлучите. Би рекол дека фронтендот е повеќе за оние луѓе кои што обрнуваат повеќе
акцент на естетиката на одреден вебсайт, бидејќи кога ќе го отвориме одреден вебсайт, фронтендот е она што го гледаме визуелно кај крајниот корисник, додека цела онаа функционалност која што ја имаме во позадина кога ќе кликнам јас на некој копче, на пример да ми се прикажи некој документ или да се искалкулира, на пример, ако внесам јас година на раѓање, да ми искалкулира во овој момент колку години имам, сето тоа спаѓа под бекенд и под таа логика која што ја правиме во позадина, запишување на информации во база, читање на информации во база, некои пресметки кои што ги правиме сето тоа, така што во тој поглед се зависи од вас самите дали повеќе преферирате да ги правите тие некои функционални делови на вебсајтот или пак повеќе би обрнале внимание на естетиката и самиот изглед на вебсајтот. Секако има одредени функционалности кои што мора да ги знаете како програмери за фронтенд, меѓутоа ете така некако би ја направил таа подела. Меѓутоа да, еве го YouTube видеото го испрати видео. Само што дека сум на мјут, да, го линкував во чат предавањето од Ивица, се вика Frontend vs Full Stack Beginners дилема, каде што зборува многу подетално за се ова што сега го кажа Симеон, така што може да го видиш тоа предавање. Следнуваме коментар топ предавање, супер. Дали ќе биде некаде објавена снимкава, да ќе ви ја испратиме утре на мејл како линк за може да се навратите повторно. И последно прашање, која е разликата помеѓу Git Push Origin и Git Push _U Origin? Git Push U Origin не сум ја употребил речиси никогаш, па не ми текнува некогаш да имам употребено. Меѓутоа, ако не се лажам, тоа треба да го потврдиме, можеме и да го испратиме во утрешниот мејл. Мислам дека го зема моменталниот юзер кој што е најавен во терминалот за да го испрати на GitHub, па додека Git Push Origin е всушност пак на некој начин исто. Меѓутоа можеме, бидејќи секогаш ќе користам командата Git Push, ова не знам параметарот цртичка, мислам дека е за юзер, меѓутоа не ме држите точно за збор, можеме да го дефинираме утре точно да го испратиме. Супер. Океј, да видиме дали има некој прашање кој што стигна, него одговоривме или што и да е. Мислам дека ова него одговоривме. Дали сте ограничени колку во текот на ден треба да сработите или колку таскови и докаде знаете дека за денес се доволно се однесува во работна околина? Во поглед на колку е доволно во текот на денот, отприлика според нашето искуство кое што го знаеме, имаме отприлика ориентација кој колку може да сработи денеска. Например, не знам, ако одреден тикет, кога на почетокот нешто Димче го каже и што јас ви го спомнав кога го планираме денот на почеток, имаме тикети кои што обично ги земаме. Сите тие тикети ги естимираме на одредено време кое што ни е потребно за да ги сработиме. Не знам, некоја функционалност, например, за логирање, можеме да естимираме во конкретен проект дека за тоа ќе ми треба 3 дена. Ако претходно сум работел 2 дена, може да се претпостави дека денеска би требало да имам завршено. Меѓутоа, не секогаш треба строго да се држиме до тоа. Некојаш, не знам, можеби да има повеќе митинзи во текот на денот, да се слушнеме со колеги, да излезе некој проблем кој што би ни закочил малку работата. Меѓутоа, од прилика имаме ориентација колку треба да сработиме и колку време би ни било потребно за да завршиме некоја функционалност. Супер. Океј, немаме веќе прашања, така што би направил стоп шер. И дечки, ние споминавме супер вечера, пишете ни ваши впечатоци во чат. Фала ви на сите што присуствувавте вечерва, големо фала за целиот труд кој што Симеон го вложи за да ја спреми оваа материја да биде лесно објаснета. Исто големо благодарам до Димче и генерално да, исто поздрав за сите студенти на Brainster Next кои што беа вечерва тука со нас, сите кои што се пронајдовте во Full Stack како област. Го имате линкот од самата академија во чат, сега ќе испратам повторно, може да закажете состанок каде што ќе видите дали академијата е добар фит за вас, дали вие сте добар фит за академијата, дали програмирање full stack или фронтенд е вистинскиот кариерен пат за вас да си поразговарате за тоа. И гледам дека имаме доста коментари во чат дека сме
поминале супер, така што фала ви уште еднаш ќе му дадам финален збор на Симон да го одјави овој маст. Симон? Се надевам, дечки, дека предизвикав некоја желба во вас да го проучите подетално Git и да пробате најмалку она што го направивме на овој час, а секако и многу повеќе од тоа, нели? Како што кажа Димче, ова не е материја која што се учи во час и пол или во 2 сати, треба малце труд, меѓутоа на крајот на денот придобивките од сето тоа се големи и нека не ве плаши ако сега во овој час и пол ви изгледаше сложено, ќе се сталожи сето тоа овие импресии кои што ги имате, утре прегледајте го пак видеото, прочитајте некои други ресурси и се надам дека колку толку ви помогнав да ве упатам во оваа проблематика и конкретно користење на Git. Ви благодарам на вниманието. Океј, дечки, веќе е скоро 10 часот, така што би ве оставил да одморите. Фала ви уште еднаш на сите, имајте убава вечер. Се гледаме на Академија. Чао, чао. Чао, чао.